Вести во 18 часот. Добар ден. Еве ги насловите. Пратениците расправаат за реконструкција на владата. Мицкоски ветува нова енергија. Опозицијата гледа вовед во предвремени избори. Влада што престанува да се преиспитува, почнува да стагнира, а влада што стагнира ја успорува и државата. Ништо од координацијата на опозицијата за изборниот законник. СДСМ не сака да седне на иста маса со левица. ВМРО ДПМН обвинува за обструкција на реформската агенда. Син во Чаир со нож го убил татко си, кој претходно ја нападнал мајка му. Во домот на младата Меланија конечно се живее без страв. Не смееме да дозволиме жртвите како последен излез самите да го барат спасот. Во Куманово, нов случај на врсничко насилство. Ново зголемување на цените на горивата. Дизелот ке поскапи за 5,5 денари, бензините за денари половина. Граѓаните лани заработиле речиси 10 милиарди евра, најголем дел од плати. Со игри на среќа добиле 180 милиони евра. Пратениците цел ден расправаат за реконструкцијата на владата, со која што во кабинетот на премиерот Христијан Мицкоски ќе се сменат 8 министри. Со последните информации во живо од име од предсобранието, тамо е Јана Јосиповска, па да чуеме Јана како тече седницата попладнево. Нели исходот е извесен со оглед на големото владеачко мнозинство, единствено неизвестно е кога ќе биде гласањето. Дали имаш информација околу тоа? Да, Борче, туку што добив информација потврдена од високи собраниски извори кои што велат дека сепак гласањето ќе биде вечерва, а проценките се дека тоа ќе се случи околу 20 часот според собраниските извори, односно информации кои што ги имам. Инаку во моментов пратениците се на нова пауза за околу половина час некаде се очекува повторно да продолжи расправата. Инаку остануваат уште околу нешто повеќе од 10 пратеници пријавени за збор и се очекува, како што кажав, да биде гласањето со исцрпувањето на листата. Дебатата тука во собранието за изборот на новите министри кои што ги предлага премиерот Мицкоски, можам да кажам, се вжешти, односно се заостри особено попладнево. Жестоки обвинувања помеѓу власта и опозицијата, а дури премиерот Христијан Мицкоски беше испровоциран да излезе и да реплицира од собраниска говорница на опозицијски пратеник. Опозицијата во оваа владина реконструкција не гледа никаква суштина, смета дека е само проформа и увертира, како што велат, во предвремени парламентарни избори напролет. Според нив, сметаат дека на ваков начин власта само прави дефокус наместо да ги решава вистинските проблеми на граѓаните. Пратениците од владеачкото мнозинство пак со поддршка за предлозите на Мицкоски за новиот владин кабинет, за кои сметаат дека ќе бидат на висина на задачата. Во продолжение гледаме дел од расправата. Демократската власт, кога реконструира, прво објаснува. Авторитарна власт, кога реконструира, прво преместува. Едната бара одговорност, другата бара послушност. Европската приказна е најголемиот тест на ова лицемерие. ВМРО ДПМН со години шири сомнеш кон европскиот процес. Европската интеграција ја представува како уцена, диктат, понижување и закана за идентитетот на моите почитувани сограѓани македонци. Дури и овој фрустриран мизоген лик во политиката единствено ќе остане препознат по тоа што најчесто својата етничка припадност ја користи за да ги покрие своите слабости. Одлучив да му посветам неколку секунди и да му дадам неколку одговори на прашањата. Првото што го спомнав дека ова бил авторитарен режим. Авторитарен режим ќе ви посведочат некои од вашите колеги од ВМРО ДПМН, што значи кога дома во 3 сати им легуваат полициски единици наоружани до заби и пред децата и пред нивните брачни другари ги приведуваат, па ги ослободуваат и така натаму. Тоа е режим.
Немате вие право да зборувате за болката на македонскиот народ и на вашите сограѓани македонци за тоа што има направено во името на евроинтеграциите. Треба да се застрамите и никогаш повеќе тоа да не го споменете. Дали ќе има промена или нема да има променен устав, фала му на Бога, не зависи од вас, нити па некогаш ќе зависи од вас. Замената на неколку министри нема да ги намали цените, нема да ја зголеми минималната плата, нема да ја намали синдикалната кошничка. Власта има обврска да го слуша народот и нивните потреби и приоритети да ги преточи во политики кои што ќе дадат резултати. Со оваа реконструкција не се менуваат политиките, не се поправаат грешките и не се превзема одговорност. Се менуваат само фотелите, додека истите луѓе продолжуваат да управуваат со државата. Кога зборувате, вие почитувана пратеничка Јована, не смееме да заборавиме дека вие бевте министерка за труд и социјална политика во период 2022-2023 година. Тоа е период кој што ќе остане запаметен како еден период во кој што беше инсталирана целосно партиската војска на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ во овој ресор. И исто така бевте дел од многу процеси кои што беа контраверзни и проследени со скандали. Да, предходно на денешната седница пратениците со мнозинство гласови ги разрешија досегашните 8 министри, како и двајца заменици кои што се сега меѓу предлозите на Мицкоски за нови министри, а инаку премиерот во денешното експозе пред пратениците кажа дека ова нова владина реконструкција која што ја нуди очекува да донесе позасилено темпо, по уште повеќе работа и нова енергија и уште поголема одговорност, како што посочи. Исто така, пред пратениците кажа дека предлага луѓе кои што доаѓаат иако со различни професионални искуства, со иста обврска да работат честно, одговорно и за народот. Во продолжение го слушаме и премиерот Мицкоски. Од првиот ден, кога ја преземавме одговорноста, кажав дека оваа влада нема да биде влада на комфорт, туку влада на резултати. Нема да биде влада во која функциите ќе се сметаат за стекнато право, туку за обврска, што секој ден повторно мора да се заслужува. Довербата што граѓаните ја дадоа пред нешто повеќе од 2 години не му припаѓа ниту на премиерот, ниту на министрите, ниту на било која политичка партија. Таа доверба им припаѓа единствено на граѓаните. Ние сме само привремени чувари на таа доверба. И затоа имаме обврска постојано да се преиспитуваме, да проценуваме дали можеме повеќе, дали можеме подобро, дали можеме побрзо. Влада што престанува да се преиспитува, почнува да стагнира, а влада што стагнира ја успорува и државата. Инаку во денешната расправа тука во Собранието од албанската опозиција најголемите забелешки кои што ги дадоа беше прераспределбата на Иван Стоилковиќ од министерското место за односи меѓу заедниците како министер. Предлогот на Мицкоски за нов министер за локална самоуправа реагираат зошто воопшто тоа е повторно дел од владиниот кабинет, а веќе според предлогот кој што го скрои Мицкоски, фактички на местото на неговото место ќе дојде, односно Златко Перински од локална самоуправа кој што ќе го замени Стоилковиќ, ќе стане директор на Фондот за здравствено осигурување. Меѓу другото, за крај да кажам, меѓу 8 нови министри кои што ги нуди Мицкоски се Сашо Клековски за здравство и Ѓоко Велковски за социјална политика, додека од вреди Јетон Шасивари во правда, Седат Сулемани во култура и Агон Ферати за односи меѓу заедниците. Иван Стоилковиќ, кажавме, го презема Министерството за локална самоуправа, а Борче Серафимовски ќе раководи со земјоделство. 8-миот нов член на владата е предложен Ерџан Демир, кој е министер без ресор. Расправата според деловникот е предвидено да трае 2 дена, меѓутоа уште еднаш повторувам дека согласно сите проценки и очекувања тоа сепак ќе се случи вечерва, така што сите нови информации ќе ги имаме во вестите во 20 часот и 45 минути. Борче. Така и Јана, ти благодарам за сите информации. Пропадна иницијативата на Левица за одржување координативен состанок со СДСМ и ДУИ, на кој што опозицијата би ги усогласила ставовите за изборниот законик. СДСМ оцени дека станува збор за представа во режија на власта, а од Левица пак во одбивањето на средбата препозна
обид на СДСМ да се задржи статус квото, наместо да се воведе една изборна единица. Детали од Афродита Рамос. На 2 дена до истекот на рокот во собранието да се донесе изборниот законик, опозицијскиот блок остана без заедничка позиција откако пропадна обидот да се свика координативен состанок инициран од партијата Левица. Од СДСМ обвинуваат дека состанокот е, како што велат, класичен обид на Мицкоски преку своите сателити да создаде слика дека опозицијата ја блокира реформата на изборниот законик. Тоа е веќе видено сценарио во кое сателитските партии на Мицкоски се обидуваат да ја вовлечат опозицијата во неговата валкана игра. Прашањето е едноставно. Зошто опозицијата би требало да се собира по нарачка на Мицкоски? СДСМ нема да учествува во оваа представа. Нема да му бидеме алиби на Мицкоски. Нема да се собираме за да му правиме услуга во неговата кампања за предвремени избори. Порача од СДСМ преку партиско соопштение. Од Левица пак обвинија дека одбивањето на СДСМ за координација околу изборниот законик е неодговорно опозицијско однесување во момент во кој, како што велат, постои реална можност за заедничко действување. За СДСМ сепак сегашниот изборен модел е прашање на политичко преживување, затоа панично го брана системот што произведува изгубени гласови, непропорционална распределба на мандати и вештачки политички кислород за партии кои одамна ја загубија довербата кај граѓаните. Се надеваат дека она што повеќе не може да го добијат од граѓаните ќе го добијат од изборната математика. Велат од Левица. Од ДУИ пак информираат дека не ја прифатиле поканата од Левица за присуство, бидејќи истата ја добиле само 1 час пред започнување на состанокот. За ВМРО ДПМН денешниот пропаднат обид за опозицијска координација е доказ дека опозицијата намерно го блокира овој чекор од реформската агенда. Со месеци се преговараше, над 4 месеци, па кога требаше да се поднесе законот се повлекува, со што директно одиме на тоа дека едноставно опозицијата нема интерес овој закон да биде донесен и да го исполниме последниот бенчмарк кој што го имаме како врска од реформската агенда. Доколку тоа не се случи во текот на денешниот ден, со оглед дека рокот е до 15 јули, уште еднаш ќе се покаже хипокризијата во која што по првиот дел од денот преку соопштенија не обвинуваат дека не сме ориентирани кон исполнување на реформи за приближување до Европската Унија, во вториот дел од денот самите ги блокираат бенчмарковите кои што ги има нашата држава. По ова станува се поизвестно дека и по 4-месечни преговори во Министерството за правда, како и неколку обиди да се деблокира изборниот законик, кој е заглавен во собранието со над 13.000 амандмани, дека истиот нема да биде донесен до 15 јули, кога треба да се испрати извештајот за реформската агенда до Европската комисија. Освен моделот на гласање на дијаспората, од партиите се чека и консензус за изборниот модел, како и за финансирањето. Во дискотеката Пулс немало ниту една прописна мерка за противпожарна заштита, покажало вештачењето на професорите од Градежен. Зборуваме за систем кој предолго не гледал таму каде што требало, а цената ја платија 63 млади животи. Нова трагедија во Бангкок. Во пожар во бар загинаа најмалку 27 лица. Во скопската населба Тавталиџе синоќа целосно изгоре автомобил кој што според неофицијални информации што ги објави Фокус го користел поранешниот судија Ѓоко Ристов. Министерството за внатрешни информираше дека синоќа околу 2 часот и 50 минути во СВР Скопје било пријавено дека на територијата на Карпош било опожарено патничко возило Пасат со скопски ознаки. Од пожарот биле оштетени патничко возило Volkswagen Туран, патничко возило Шангјонг и деловен објект. Огнот бил изгаснат од екипа на бригадата за противпожарна заштита Скопје, велат од МВР. Ѓоко Ристов е поранешен судија во Скопска апелација, против кого се води судски случај за пронајдените 350.000 евра созидани во семејната куќа во Неготино. Само неколку часа пред опожарувањето на автомобилот, неговата сопруга Симона Зорич Ристова, која е државна правобранителка, имаше подолго интервју во кое што зборуваше за предметот, но и за други состојби во судот. Министерството за внатрешни работи распиша меѓународна потерница по 41-годишниот Александар Лазаров, викан Цуната, кој што во петокот избега од полициската станица во Кочани, каде што бил на распит, откако бил фатен со дрога.
Според информациите, тој го отворил прозорецот и се дал во бегство и уште не е пронајден. Директорот на БЈБ, Александар Јанев, објави дека денеска бил во полициската станица во Кочани за лично да се информира за сите детали и околности поврзани со настанот, кој, како што вели, сериозно ја наруши довербата во полициската служба. Бегството од полициската станица на лице познато на полициските служби е сериозен инцидент кој што бара целосно расчистување на сите околности и преземање соодветни мерки. Сакам јасно да порачам, ова е недозволиво, доколку се утврди намерно постапување, помагање, прикривање или несовесно извршување на службените задачи, ќе има одговорност, објави Јанев. Опозицијската СДСМ пак преку соопштение ја обвини власта дека намерно го пуштала Лазаров и побараа оставка од министерот Панче Тошковски. Ново вознемирувачко видео од меѓуврсничко насилство ја шокираше македонската јавност. На снимката, која што според информациите е направена пред 1 месец во Куманово, се гледа како девојче е опколено од група врсници, а потоа изложено на физичко насилство. Тема на Сања Трајковска-Ставров. Се нижат случаите на врсничко насилство. Три девојчиња наспроти едно, со шлаканици и клоци ја тераат жртвата да се извинува, а во еден момент насилничките ја кубат за коса, притиснувајќи ја до зид. Според првичните информации, видеото кое сега е објавено и на медиумите е снимено пред околу 1 месец во Куманово, но сега било пријавено во полиција, денеска девојчето жртва е повикано на разговор во станица. Снимката од физичкото малтретирање првично усамна на социјалната мрежа Snapchat како начин да се даде до знаење кои можат да бидат последиците ако некој употребува пцовки против насилничките. Од МВР за Канал 5 велат дека се запознаени со случајот и дека постапуваат, иако настанот се случил пред околу 1 месец, оттаму брифираат дека сега е пријавен официјално во полиција. Според првичните информации, жртвата има 14 години, а една од насилничките е возрастна, 19 годишна девојка, другите две се малолетни. Во рок од околу 1 месец ова е втор случај со јавно објавени снимки на кои се гледа како малолетнички се тепани, понижувани и малтретирани воглавно од врснички. Во Скопски аеродром жртва беше 12 годишно девојче. За овој случај во тек е постапка пред суд, откако обвинителството за 4 малолетници пред неколку дена побара да бидат изречени мерки на предпазливост, забрана на децата во судир со законот да се приближуваат или воспоставуваат контакти и врски помеѓу себе и со жртвата. Во меѓувреме се уште нема пресуда за еден од најпознатите вакви случаи кој предизвика силна реакција во јавноста, што се случи пред околу 3 месеци во Ѓорче, кога насилнички малтретираа девојче, гасејќи цигари од нејзе и ја понижуваа, терајќи ја да јаде измет. Процедурата се уште не е завршена и е во тек. Во Скопски Чаир пак семејно насилство се претвори во трагедија, откако синот со нож го убил својот татко, откако тој претходно во алкохолизирана состојба ја тепал мајка му. Дејан Трајковски ги има деталите. Запечатена капија, непријатна тишина и љубопитни погледи. Нова семејна трагедија ја потресе јавноста. Синоќа си губи татка си во Скопски Чаир, откако убиениот во алкохолизирана состојба физички ја нападнал својата сопруга и мајка на убиецот. За семејната драма со смртни последици остана да сведочи крвта која се уште е свежа на плочникот во тесниот двор. Членовите на семејството што ги затекнавме на местото не сакаа да говорат пред камера за семејната драма со смртни последици која се случила околу 23 часот, но во разговор ни посочија дека 31 годишниот Бесар прво му задал еден удар со нож на 52 годишниот татко Авни, кој успеал да стане за да побара помош пошто неговиот син се вратил и му нанел уште неколку смртоносни убоди. Ножот со кој го извршил убиството во обид да го прикрие го фрлил во оваа шахта тука. Излегол на одредено време, а кога се вратил дома, полицијата набрзо го пронашла, а по кратко време било пронајдено и оружјето. Според нашите информации, настанот во МВР го пријавил таткото на убиениот и дедо на убиецот околу полноќ, повикал и итна медицинска помош, но веќе било предоцна. Под дејство на алкохол, физички ја нападнал својата 54 годишна сопруга
мајка на БДЖ, пошто БДЖ му нанел умотни рани на својот татко. По превземени мерки, полициски службеници го лишија од слобода БДЖ, а 54 годишната жена е пренесена во болницата Свети Наум Охридски за укажување помош. Дел од соседите велат дека во овој дом имало историја на насилство и викотници, на што се жалела 54 годишната сопруга на убиениот, за кој велела дека често бил под дејство на алкохол. Дали досега имало официјални пријави за семејно насилство до МВР, се уште одговор нема, а од ОЈО Скопје велат дека издадени се насоки за случајот и дека постапката е во тек, а телото на 52 годишникот по нивна наредба е дадено на обдукција. А во домот на младата Меланија од Куманово конечно се живее без страв. По незиниот крик на социјалните мрежи, татко и конечно е спроведен во специјалната болница во Демир Хисар. А истовремено Министерството за внатрешни работи почна истрага за да го испита постапувањето на институциите во овој случај. Михајло Видемлиски. По јавниот апел на Меланија Цветковска од Куманово, која преку социјалните мрежи побара помош и предупреди дека нејзиното семејство живее во страв, нејзиниот татко со судско решение е сместен во психијатриската болница Демир Хисар. Оттаму потврдуваат и дека тој е во стабилна состојба. Случајот вчера бил пријавен во полиција од страна на нејзината мајка, а од МВР информираа дека ќе се утврдува дали надлежните служби постапувале согласно законските обврски и дали имало евентуални пропусти. Во денешна објава преку социјалните мрежи, Меланија се заблагодари на поддршката и на институциите кои ја слушнале и помогнале. Нагласи дека нејзината намера никогаш не била да го оцрни својот татко или да обвини конкретна институција, туку да обезбеди помош за семејството и соодветен третман за него. Преку видео на социјалните мрежи, Меланија вчера раскажа дека со години таа нејзината мајка, баба и брат со церебрална парализа се соочувале со проблеми во домот и побара институциите да реагираат пред да се случи трагедија. Овој случај повторно го отвори прашањето за ефикасноста на институциите. Од Хелсиншкиот комитет за човекови права вела дека е сериозен аларм за да се преиспита функционирањето на институциите во заштита на жртвите по пријави од семејно насилство. Иако вчера бевме сведоци дека институциите постапија, меѓутоа фактот што само една девојка требаше јавно да се објави на социјални мрежи и со кнедливо грло да зборуваше за она што и се случува неја и незините дома низ годините, се отвара прашањето дали таа навистина добила навремен одговор. Како се постапувало во тие пријави, дали биле соодветно одговорени, затоа што не смееме да дозволиме жртвите како последен излез самите да го барат спасот за излез од семејно насилство. Агресијата, заканите и неизвестноста во домот траеле со години наназад, а обидите да биде обезбедена соодветна психијатриска помош за таткото биле неуспешни. Таткото првично бил примен во психијатриското оделение во болницата во Куманово, но таму не можеле да го хоспитализираат. Од болницата во Бардовци пак на семејството му кажале дека нема место. За сличен случај во Куманово неодамна објави Канал 5, каде семејство бараше сместување на 62 годишник заради шизофренија и семејно насилство. Од нокеска на полноќ, ново зголемување на цените на горивата. Дизелот ке поскапи за 5,5 денари за литар, а бензините за денари половина, соопштија од Регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на дизелот ке биде 88 денари. Бензинот од 95 октани ке се продава за 87 денари, додека цената на Евросупер 98 ке биде 89 денари за литар. На светските берзи изутринава цените на нафтата скокнаа за повеќе од 3%, откако викендов беа обновени воените напади меѓу САД и Иран, што повторно предизвика загриженост за испораките на гориво преку Ормудскиот теснец. Фјучерсите за суровата нафта Брент пораснаа на $78, додека американската сурова нафта порасна на $73 за барел. Граѓаните по 2025 година оствариле доход од речиси 10 милиарди евра, што е за 1,2 милиарди повеќе од 2024 година, покажала анализата на УЈАП. Најголем дел се од плати, но стотици милиони се заработени и од капитал, кири и од игри на среќа. Истовремено бројките покажуваат дека најголем дел од граѓаните и натаму не ја користат можноста
лично да ги проверат и потврдат своите годишни даночни пријави. Сандра Спасовска. Речиси 10 милиарди евра даночив доход пријавиле граѓаните изминатата 2025-та, покажуваат податоците на управата за јавни приходи, од каде велат дека годишното оданачување завршило. Минатата година споредбено со 2024-та забележан е раст од нешто над 1,21 милиарда евра, што се одразило и врз големената наплата на данокот на личен доход, кој е зголемен за околу 79 милиони евра. Според податоците на управата, од вкупниот данок најмногу или нешто повеќе од 7,44 милиарди евра е доход од работен однос, зашто бројките покажуваат дека платите остануваат доминантен извор на приход кај граѓаните. По доходот од работен однос, втора категорија се приходите од капитал или околу 398 милиони евра, а значителен удел има и доходот од продажба на сопствени земјоделски производи, кој изнесува околу 360 милиони евра. Понатаму следуваат добивките од игри на среќа, каде граѓаните имаат пријавено околу 180 милиони евра, пошто следува доходот од закуп и подзакуп или околу 160 милиони евра. Истовремено податоците на УЈП покажуваат и дека голем дел од граѓаните и натаму не ја користат можноста сами да си ги проверуваат и потврдат даночните пријави, иако тој увид може да утврди доколку се направи евентуална грешка во годишната пријава. За една година генерирани биле нешто над 863 милиони годишни даночни пријави. Од нив 704 милиони 443 се дел од системот е-даноци, но само околу 26.000, како што велат од УЈП, лично ги потврдиле. Поради ова, изминативе неколку месеци студенти, но и поранешни вработени во мисиите во Авганистан и Ирак протестираа откако им стигнаа решенија за наплата на данок за 2020 и 2025 година. Од УЈП и денеска апелираа граѓаните да се регистрираат и да го користат системот е-даноци со цел доколку дојдат до неевидентирани или погрешно евидентирани приходи, да може навремено да се интервенира. СДСМ обвинува дека братот на Трајко Славевски бил незаконски унапреден од чувар во управниот одбор на МНАФ, зашто веќе била поднесена и кривична пријава. Единствен критериум за оваа позиција, велат, била неговата партиска и роднинска врска со гувернерот. Управниот одбор на МНАФ незаконски го унапредил Сашо Славевски од работно место обезбедувач на имот на позицијата помошник за обука и координација во одделение за воздухопловни информации АИС во секторот за воздухопловна навигација. Со тоа, почитувани, платата двојно му се зголемила од 50.000 денари на околу 100.000 денари. Нема систем, нема критериуми како е избран, квалификации, искуство, ништо. Единствениот критериум е тоа што е брат на Трајко Славевски и близок до ВМРО. Судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс продолжи со докази на обвинителството од направеното градежно вештачење од повеќе професори начело со Горан Марковски од Градежниот факултет во Скопје. Тој кажа дека во случајот се утврдило дека не биле почитувани ниту стандардите, ниту регулативата, ниту пак процедурите. Деталите ги има Дејан Сарбиновски. Градежното вештачење недвосмислено покажа дека во дискотеката Пулс системот, односно институциите и поединците целосно потврлиле. Не биле почитувани ниту стандардите, ниту регулативата, ниту процедурите. Ова, меѓу другото, го изјави судскиот вештак и професор на Градежен факултет при УКИМ Горан Марковски на денешното судење за пожарот во кочанската дискотека, во која загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Марковски, кој во време на изработката на градежното вештачење беше декан на Градежниот факултет, нагласи дека вештачењето покажало дека безбедноста на посетителите воопшто не била земена во предвид при реконструкција и пренамена на објектот за дискотеката Пулс. Градежното вештачење за жал покажа недвосмислено дека во Пулс системот, односно институциите и поединците целосно не функционирале. Не биле почитувани ниту стандардите, ниту регулативата, ниту процедурите. Оние процедури кои треба да обезбедат почитување на стандарди и регулативи, или едноставно не било почитувано ништо. Според него, проблемите произлегуваат и од начинот на кој била извршена реконструкцијата на објектот.
Професорот Марковски при презентација на фотографиите на Видобим посочи дека новоизградените шанкови галерии ја спречувале евакуацијата во дискотеката Пулс. Според објаснувањето, плочата под дискотеката аматерски била зајакната за да не пропадне, а над неа одозгора потоа се ставале железни конструкции, шанкови галерии, со што, како што посочи тој, гостите во Пулс со години биле со ризик и без да знаат за тоа. А ризичните зафади се одвивале во 2012 година и во 2024 година, без дозвола и без инспекцијски надзор. 12 години институциите му прогледувале низ прсти на газдата на Пулс, изјави по денешното рочиште еден од родителите на загинатите во пожарот во дискотеката. Објектот бил под надлежност на локална самоуправа и вешти од НАОД ги посочуваат ДЗС, Државен инспекторат за труд и градежните инспектори како инспекции со законски надлежности. Ако 12 години имало реконструкции без проект, без надзор и без инспекцијски записник, тогаш не зборуваме за еден пропуст, туку зборуваме за систем кој предолго не гледал таму каде што требало, а цената ја платија 63 млади животи. Судењето во судницата во Идризово ќе продолжи со изведување на градежно вештачење на објектот Пулс, како и распит на вешти лица кои го изработиле. Следно на Канал 5 само вистина. Пријатна вечер.